Тензиите на Блискиот Исток ги вивнаа цените на нафтата и гасот на светските берзи. За помалку од една недела поскапеа за 20%. Ако состојбата меѓу Израел и Иран ескалира, водечките енергетски компании, како Shell, Total Energies и Enquest, предупредуваат на сериозни последици врз глобалниот енергетски пазар. Шефот за надворешна политика на ЕУ вели дека се размислува за ограничување на цената на нафтата. I think that we should move forward with the oil price cap, especially because of the tensions also in the Middle East. The whole idea of the oil price cap is actually to lower the prices. I think we shouldn't end up in a situation where the situation in the Middle East will increase the oil prices and actually also make Russia to earn more, because that means that they are able to fund their war machine. Состојбата будно се следи и кај нас, иако цените се далеку пониски од пикот во 2022 година, кога литар дизел се продаваше по 110 денари. Од регулаторната комисија вела дека скокот ќе влијае врз цената која ќе се формира следниот период, но засега драстично поскапување не се очекува. Во последниве 5 месеци имаме највисока цена на суровата нафта на светските берзи и тоа се одразува на цената на нафтените деривати, кои што ние ги користиме при пресметката на крајните цени за бензините и за дизелот во Македонија. Во истиот овој период имаме одредено намалување на курсот на доларот во однос на денарот и во однос на останатите валути и тоа до негде ја облажува оваа ситуација со високите цени на нафтените деривати на светските берзи. Да се надеваме дека оваа криза брзо ќе заврши и цените на дериватите ќе се стабилизираат. Повеќе загрижува скокот на цената на гасот, која од 32 евра за мегават час за 5 дена скокна на 40 евра за мегават. Тоа би можело да влијае врз цената на струјата. И она што е карактеристично е тоа што секогаш цената на електричната енергија на европските берзи ја прати цената на природниот газ, така да имаме и тренд на зголемување и на фјучерсите за третиот квартал од 2025, од 2004 квартал и од 2026 исто така. Од владата велат дека во моментов состојбата со нафтени деривати е стабилна. Стоковите резерви располагаат со соодветни количини, односно можат да покријат 76 дена од просечниот дневен увоз, а до крајот на годината се планира да се зголемат резервите. Доколку дојде до евентуален пораз на цената на нафтени деривати, од владата додаваат дека ќе бидат преземени мерки за заштита на граѓаните и на стопанството. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.